За najголемиот христијански празник Божик, празникот на семејството и милосредието, околу 10 бездомници сместени во манастирот Света Недела во Штип не се сами, заборавени и гладни. И годинава штипскиот градоначалник Илчо Захариев за нив организираше бадникова трпеза. Мислам дека тоа е многу убав настан затоа што раѓањето Христово, Божик и бадна вечер се момент кога се зближуваат семејствата, кој во секој семејство мора да има се, мора да има пред се радост, насмевки љубов. И ние сакаме на овие луѓе да им покажеме колку се битни тие за нас, колку се значени и колку бадник е битен да се соединиме. Оние што имаме повеќе да го споделиме она што го имаме материјално со другите кои немаат. И убаво е што сите лица кои живеат овде, кои се згрижени, што вечерва се овде. Традицијата на заедничка бадникова вечера со луѓето кои се сместени овде почна минатата година и тоа се покажа како добра идеја зашто за еден од најголемите христијански празници овие луѓе ја почувствуваат топлината на човечката хуманост и добрина. Ова им ги стопли срцата и душите на луѓето кои судбината ги довела на тешко животно искушение. Се ми е добро. Само оваа година сум тука. Па одлично. Добро ми е. Годинава бадниковата паричка се падна кај баба Гордана Милосављевиќ. Желба, сине, вие да сте живи и здрави младите. Тоа ми е најголема желба. И лани беше убаво. И сега. Гледа се се на маса што е донесено. Инаку во конаците на манастирот Света Недела се сместени 10 луѓе од Штип кои немаат покрив над глава. Грејењето, водата и струјата се натовар на општината, а кој колку може, помага и со храна.